Наскоро земјоделците ќе ја добиваат ветената зелена нафта од државата. Денеска собранието ги усвои измените во Законот за земјоделско земјиште, со кои се официјализира воведувањето на мерката за кофинансирање на трошоците за набавка на гориво за земјоделците. Преку добивање на платежни картици кои што ќе ги добијат од страна на платежната агенција, односно зелена карта каде што ќе се евидентира износот кој што го имаат на основа на површините кои што ги поседуваат и на основа на нивното производство, значи ќе добијат соодветен износ кој што може да го користат. Сето тоа е внесено во законската рамка. Мерката за земјоделците од регионот е повеќе од добредојдена, зашто трошоците за производство за нив се многу високи. Тоа значи еден голем бенефит за земјоделците кои ќе се олесни така скапото производство на оризот. Ова помош ќе биде добродојдена за оризопроизводителите. Кои и како ќе ги добива парите за нафта, ќе одлучува ресорното министерство. Одготвена е методологијата од страна на министерството по однос на која што ќе се водиме при доделувањето на зелената нафта. Обезбедени се средства уште за оваа година. Освен мерката зелена нафта, измени денеска претрпеа и законите за ловство, рибарство и аквакултура, за консолидација на земјоделско земјиште и за семенски саден материјал за растенија.